Тука сме повторно, продолжуваме со часот по општество. За кој одделение е тоа? Продолжуваме со часот по општество за пето одделение. Ќе искористам приликата да ги поздравам моите ученици од пето В. Ќе зборуваме за личноста и групите во општеството. Говорејќи за личноста и групите, ајде да дефинираме што е личност, а што е група. За личност имаме многу дефиниции, меѓутоа сите опфаќаат дека личноста се разликува, значи по физички особини. Тоа се она што е видливо, што го гледаме надворешниот изглед. Бојата на косата, очите, растот, што може друго, тенот, носот, ушите, значи сите тоа спаѓа под физички особини. Психичките или внатрешните особини се оние кои што ги одликуваат личноста карактерно, значи трудолюбива, чувствителна, темпераментна, вредна. Тоа се психички особини. Социјалните особини се како се однесуваме ние во однос на другите луѓе. Јас знам, Марија, дека ти си многу солидарна, така? Да. Дали знаеш што значи тоа? Солидарност пат може да се свати на повеќе начини, но тоа е кога сакаш да им помагаш на другите луѓе кои се во твојата близина. Точно така, да им помагаш на постарите, на пријателите, на сите. Така. Имајте ги овие позитивни особини, бидејќи има и негативни, но не сакаме да ги спомнеме. Може само еве на солидарноста, спротивно би било Себичност. Себичност. така или егоизм. Да, егоизам. Так, сите овие карактеристики што ги набројавме, физичките особини, психичките и социјалните, всушност ја прават личноста. И по тоа се разликува од сите останати, е уникатна и посебна, различни, но еднакво важни. Тоа е нашата порака. Така, не е важна бојата на кожата, не е важно потеклото, не е важно кој на кој јаде. Сите имаме исти права и различноста е убава. Убаво е да сме различни. Колку би било здодевно да сме сите исти, да не се разликуваме по ништо. Убаво е сите да сме различни, но да сме еднакви. Така е. За да се развијат овие особини кај личноста, главно влијаат три фактори. Наследството, на што го наследуваме од нашите родители и предци. Обично тоа се однесува на физичкиот изглед, нели како изгледаме, и има некои истражувања дека интелигенцијата или темпераментот исто така се наследува. Средината има огромно влијание. Под средина што би можело да биде тука? Прво местото каде што живееме. Да, семејството, луѓето со кои што комуницираме, нашите другарчиња во друштвото со кое што се дружиме. Така, масовните медиуми кои постојано се тука. Така. Сите тие влијаат на нас и не формираат како личност. И ќе ја спомнем и само активноста. Колку ние се трудиме, така? Да. Така. Колку ние вложуваме. Секогаш им кажувам на моите ученици, ако вложите доволно труд, резултатите секогаш ќе дојдат. Значи, само активноста е исто така важна за развојот на личноста. Меѓутоа, личноста е луѓето се социјални битија, не може да бидат сами, така? Тие влегуваат во групи, ние сите сакаме да бидеме дел од група. Зошто влегуваме во група? Па за да не се осеќаме осамено, Така. за да разменуваме идеи, за да се дружиме. Да се дружиме, да разменуваме мисли, чувства. Човекот што од самото раѓање е во група, во семејството, каде што се чувства безбедно, заштитено, сигурно. Значи, групата ни го возможува тоа и ние сите сакаме да бидеме и сме дел од повеќе групи. Што е важно во групата? Важно е да се почитуваат сите членови што се во групата и важно е да се почитуваат правилата. Замислете група во која нема правила, например училиштето. Може да функционира ако нема правила училиштето, па и еве, дали може тука да функционира оваа убава училница доколку не ги почитуваме ние правилата, не ги слушаме вработените, режисерот, водителите, камерманот, нели не може да функционира. Ке има безредие. Така или е. фудбал без правила. Може? Не. Не може би да ги сега ќе брка топката и ќе прави што сака со Така, неа. значи правилата се тие кои што не водат до целта. Но кои меѓутоа се? за да ја постигнеме целта, ние мора да имаме одговорност и мора да имаме своји должности. И да ги знаеме правилата. Ама ги и знаеме кои се правилата. правилата за да ја заштитиме чиста природата? Еве, денеска ни започна денот со чиста и здрава околина. Дали имате вие некакво правило? Што мислите за нашата чиста средина да остане, да дишеме чист воздух, да ние секогаш
Да, па не треба да фрламе отпадоци, Точно, треба да му рециклираме така, и да така. селектираме. Засади дрво, засади Точно. цвет, разубави го целиот свет. Така, но тоа е одговорност и должност на сите во групата, така? Така, и на сите граѓани во општеството, не само во групата. Секој треба да е свесен за своите постапки и да го прави тоа што треба да го направи за да ја зачуваме природата чиста и здрава. Дали има некои пораки за да се заштити природата, за Па здрав имавме ние во живот? првиот час, мислам дека со реката ја вежбавме, така, да, кога таа игра со рециклиравме. Марија каде што ја чистевме реката. Така. Јас чистев харпи. Зошто треба да ја Јас чуваме собирам пластика. природата? Зошто таа ќе ни врати? Природата е се што имаме и местото каде што живееме. Ако не ја чуваме, таа ќе ни врати. Така е Цветко, така е Цветко. Еве имаме ние некои во нашето училиште некои правила за кодекс на однесување, еко кодекс на однесување и би можеле да ги покажеме. Некои интересни мисли, она што го спомна Цветко, на бродот земја не постојат патници, сите сме екипаж. Да. Интересно, Каде би нели? оделе ние доколку не си ја зачуваме нашата Му средина? така. Природата без човекот може, но човекот без природата не може. Може. Не може, така е. Планетата Земја се соочува со голема криза, која само незините жители можат да ја решат. Климата се менува, помогни и на својата планета. Биди примерен земјанин. Отпад селектирај, па потоа рециклирај. Стоп за издувните гасови од фабриките, автомобилите. Стоп, 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 автомобили на сончева енергија. Тоа е нешто што нели ни е навистина потребно, но се надевам дека новата технологија ќе го донесе тоа и кај нас и навистина ќе ни помогне за зачувување на природата. Едно лайк кликнете за секое пластично шише во рециклирање пикантно. Да ја задоволиме совеста, подигајќи ја свеста за здрава и чиста околина. Еве, тоа се неколку ученици кои што сигурно сум дека ги знаете и ги применувате, затоа што навистина секојдневно, не само во домот, во училиштето, во околината, во општеството кое што живеете, има насекаде правила и екопароли кои што верувам дека и вие ги правите и ги почитувате и затоа сте прекрасни ученици. Цветко, кажи нешто, само се смееш Кој пред правила сега камера. треба да ги почитуваме? Па Мерки, сега многу некој... работи научив, леле како ми Сите. дојде вака ми е главата. Навистина прекрасни часови Па имавме да, денеска. научивме многу работи. Кој час ви беше најинтересен? Сите подеднакво. Морам да Јас признам сите дека подеднакво. мене математиката не ми е посилна страна и повеќе уживав во првиот час за рециклирање и сега во последниот. Но исто така ми се свиѓаше играта со декодирање со шифрите. Знаев. Да, Знаев. Да не ти се тоа е. допадна дека те имаше на... Не. Добро, добро. Ученици, се надевам дека навистина ви беше интересно денеска со нас, да учиме, да се забавуваме, да ги изреализираме овие наставни единици кои што ви беа планирани за денешниот ден и верувам дека нешто сме ве научиле, ќе примените дома, ќе нацртате, ќе решите некои задачи и ви е појаснато тоа доколку нешто не ви беше јасно. Останете со нас, се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам многу, учителки. Да. Поздрав до вас и до вашите ученици. И до нашите колеги од браќа Миладиновци. Така, се така. надевам дека повторно ќе ни дојдете, а сега да направиме еден поздрав затоа што не смееме да се ракуваме, да Може. смислиме некој нов поздрав. Може? Еве вака да Може. се поздравиме. Може, ајде, оп. Истото тоа може да го вежбате и вие Има дома, систата нога. затоа што вежбајки поздравување, вие исто како да имате и физичко воспитување. Вежбате, Така. можете И да се почитувајте изиграте. ги правилата. Точно. Седете дома и гледајте ТВ училница. Така, проветрувајте Така. ја собата каде што престојувате, често мијте ги рацете и уживајте. И јадете здрава храна. Така е. Да.